Така, јас сум Љубиша Николовски, ова е Седма сила, со мене во Седма сила моите колеги Гордана Дувњак, Жарко Јодановски и постојано присутната Крис Атовска. По многу натегање и перипети и партиски препукувања, утре во собраниска процедура влегува Законот за јавно обвинителство, едновремено почнува и јавна расправа, стручна расправа по некои членови од овој закон кои што беа можеби проблематични во јавноста. Гордана, сметаш ли дека се задоволени нужните претпоставки кои што на некој начин ги наметна опозицијата и дека утре ќе имаме позитивен исход од овој закон, дека ќе се најде компромисно решение? Јас очекувам да имаме квалитетна расправа. Она што мене ми недостигаше во изминатиот период е некаква слична, стручна расправа надвор од тие партиски табори. Имам чувство дека предолго време им се остави на партиите, на договарање, на затворени средби, каде што после тие средби, за кои што најчесто дознававме дека се неуспешни, со многу отворени прашања, следува и различни толкувања околу тоа што е спорно и каде запнало. Сега, и покрај тоа што е малку задоцнато, пак ќе повторам, сепак јавноста ќе има можност изворно да види во неколку часовна, предпоставувам, расправа, каде се проблемите. Она што е за мене чудно и недозволиво е еден таков организацијски закон да запне толку многу и повеќе од година и нешто да се валка во тие политички води, кога знаеме дека станува збор за закон кој што треба да ги зацврсти основите на функционирање на јавното обвинителство, за кое што имаме многу очекувања, сакаме квалитетна борба против корупција и криминал, а главната алка, главниот стожер е токму јавното обвинителство, кое што со последниот закон за кривична постапка стана главен предводник на истрагата. Жарко, веројатно оваа стручна расправа ќе придонесе малку јавноста подетално да биде запознаена со тоа кои се позициите на партиите и што е спорно или кои членови се толку спорни, но се чини дека сепак станува збор за политички компромис, за политички одредби од законот кои што двете страни никако да ги доближат. Дали уште еднаш ќе бидеме сведоци на политичка одлука, иако се работи за право и за правна држава, за правен аспект? Сосема си во право дека стана збор за политички компромис, бидејќи ние и до сега имавме закон за обвинителство, имавме системски закони кои ги задоволуваа потребите, меѓутоа работата беше што не функционира кога требаше да бидат употребени врз високи носители на власта во еден подолг период. Да бе подседам толкому затоа се конституираше специјалното јавно обвинителство. Тоа беше еден адхок лекс специјалис, како што се нарекува, упад во тој систем. Не дека самиот систем не беше добар. Кај нас има овде тенденција за секој систем да се извитопери од политички мотиви. Баш има една денеска многу интересна изјава за апропо техничката влада, зборуваат како таа сега не функционира и така натаму, иако првичната намера беше одлична. Исто така и за СЈО. Намерата на СЈО беше да се премости еден дефункционирање на редовното јавно обвинителство, кое не поради фалинки на законите, него и поради фалинките на човечкиот фактор. Има милион работи како се врши влијание врз судството, а да тоа воопшто не дојде во судир со ниеден закон, а да биде сето злоупотребено. Значи не постојат такви закони кои не можат да се злоупотребат доколку постои политичка волја да се злоупотребат. Така да специјалното јавно обвинителство заврши срамно, заврши обесхрабрувачки и ги поткопа надежите на цела генерација на луѓе дека тоа ќе изигра некаква улога и затоа и беше укинато. Сега прашањето е колку во самиот систем на јавното обвинителство, во законските негови надлежности, може да се превенира да тоа во иднина не се случува. Ќе ви кажам една работа. Имаше една идеја за јавниот обвинител да го бира опозицијата. Таа се изјалови и бидејќи и претходната власт тоа го ветуваше како свој концепт, меѓутоа гледаме дека и тоа ќе се изјалови брзо ако се во овие услови ако се
примени, затоа што опозицијата сега таква каква што е, нема да го користи тоа за да го ослободи, за да го дозакочи јавното обвинителство онаму каде што не е потребно. Така што сега ќе се оди на некое затврстување на позицијата на независност. Така што во овој контекст она што мене ми лебди како некако технологија како ќе се случи со јавното обвинителство, мислам дека ќе се изигра еден ефект на, како да кажам, едно подолгорочно полезно влијание врз политиката после сите овие долгогодишни скандали. Мислам дека и тие луѓе што се таму, по сето она што се случуваше со обвинители и со политичари и така натаму, ќе развијат една поголема свест, поголема грижа и ако сакате и поголем страв од самата работа што ја работат или не ја работат, и ќе има подолгорочно едно поинакво гледање и во јавноста на судскиот поредок. А уште малку за политиката, бидејќи оваа дебата доаѓа непосредно како шлак фактички на претходната дебата на Крис со господинот Рамчиловиќ, потпредседател на Собранието и дел од 8 теми на независни пратеници кои што говореа токму на оваа тема, а несомнено и Заев и јавноста очекува дека ќе имаме консензус по прашањето на како ќе биде усвоено во Собранието, но како план Б се смета на овие 8 пратеници за да се постигне мнозинство за да помине овој закон. Крис, какви се тоите впечатоци? Што Ранчиловиќ вети? Дали неговата група може да го подржи законот за јавно обвинителство? Да, со тоа што тоа е излезен од таа група, сега е независен пратеник надвор од независната пратеничка група на ВМРО. Два пати независен. Да, два пати независен, меѓутоа рече дека во рамките на таа група владее оптимизам за решавање на ова прашање, бидејќи како што нагласи се водат од рационалните потреби, од рационалните политички потреби за тоа што и е потребно на државата, меѓу другото исто така нагласи дека носењето на овој закон е своевиден услов за понатамошната наша интеграција, иако можам да забележам одредена доза на песимизам со оглед на кратките рокови, сепак вели дека има шанси доколку има политичка волја да се донесе овој закон до предраспуштање на Собранието, меѓутоа ова што го прави сега ВМРО-ДПМН сепак го оцени како политиканство на сметка на државните интереси. Грозана, токму ќе се фатам на овој шлагор за односот на ВМРО-ДПМН кон овој закон. Без некаква пристрасност, очигледно ова е четврта варијанта на предлог закон за јавно обвинителство. Три верзии имаше, со тоа што и специјалното јавно обвинителство имаше своја верзија која што после известно време беше публичена. Колку верзии се доволни за ВМРО-ДПМН да прифати едно од тие што мисли дека е најсоодветна? Дали станува за барикадираност намерно за одолговлекување или имаат некои опции за кои ние не знаеме? Има впечаток дека се додека во било која верзија стои прашањето за натамошните истраги што ги почна специјалното јавно обвинителство, тоа ќе биде камен на сопнување, бидејќи впечаток ми е дека тука е практично главниот фокус на ВМРО-ДПМН, на нивните пратеници и се оди со една формулација што мене многу ми пречи, а деновиве ја слушам, за вдомување на кадрите од специјалното јавно обвинителство. Да се разбереме, вдомување многу грдо ми звучи, тоа излегува како тие луѓе од специјалното јавно обвинителство да ни паднале од небо во изминатиот период, дошле од некоја друга вселена или пак од друга држава. Не, тие, нивната судбина веќе е решена, бидејќи добар дел од нив, да ни речам сите, се вратија во своите матични обвинителства и само им е делегирана надлежноста да ги продолжат судските процеси кои што ги водат. Дори не се ги игнорирани, иако може да се случи и тоа. Да. И оттаму не може да се зборува за некакво вдомување, бидејќи предпоставка е дека дури кога ќе се распише нов оглас за проширување на составот на обвинителството за организиран криминал, добар дел од нив и нема да се пријават на огласот.
затоа што треба јавноста да знае еден податок, мислам дека тоа во стручната јавност и во обвинителството се знае, а тоа е дека години наназад ова обвинителство имаше проблем со екипирање, затоа што станува збор за многу и се уште има, на огласите не се јавуваат, по систематизација не се ни пополнети сите работни места. И наместо да зборуваме како да се зајакне позицијата на обвинителството за организиран криминал, како да му се создадат подобри услови за работа, како да профункционираат истражните центри кои што беа главниот лост или главната алатка во функционирањето на специјалното јавно обвинителство, како да се подобри нивната финансиска ефикасност, ние сега со месеци се исцрпуваме за Катица Јанева, за кадрите од специјалното јавно обвинителство. Да се разбереме, таму има навистина добри професионалци. И, а зашто им пречи? Затоа што се професионалци, затоа што веќе знаат целата прикрезна околу содржините на прислушуваните разговори и ги почна тој процес. Тоа е еден дел. ВМРО сака да создаде јавност дека тие се веќе контаминирани како екипа, како тим на Катица Јанева и дека треба да бидат тргнати од тој систем на тамошен одлучување. И пак ќе повторам, главната пречка се истрагите на тамошни. И оттаму јас очекувам на оваа јавна дебата да се отварат сите прашања, меѓутоа суштински прашања. Она што мене ме плаши кога зборуваме за обезбедување на потребно мнозинство е да не се влезе во политички пазар како што тоа се направи при обезбедувањето гласови за уставните измени и тоа повторно да биде на штета на правото и правната држава, што уште повеќе ќе ја разочара не само јавноста, туку и тие професионалци кои што работат на правда. Тоаш, кој е излезното решение? Да немаме закон? Не да немаме закон, а конечно да проработи свеста на луѓето, да тргнат од она што представува државен... Да, ама според твоите збори, ако се работи за живот и смрт, за слобода или неслобода на некои членови на ВМРО, тоа како ќе ги... Јас не очекувам дека ВМРО ќе гласа и затоа ќе биде многу битно како ќе гласаат останатите. Сепак мислам дека и во ВМРО има луѓе разумни, кои што ќе сватат дека има нешто што представува голема слика, затоа што меѓународната јавност точно е тоа, дека многу благо, многу во ракавици не го постави Законот за јавно обвинителство и неговото донесување како нов услов за добивање датум на преговори, меѓутоа факт е, и тоа е добро опознато во јавноста, дека двете клучни сили Холандија и Франција инсистираат на донесувањето на тие ги закон. бара, ќе бидат и тие присутни. Тука Жарко, ти го спомна СЈО и Гордана, го спомнуваме сите. Тоа не падна од небо, на вистина, тоа заврши дел од работата, ја започна. Тоа што се случи со Катица, не треба да ја контаминира останатите членови и она што тоа СЈО во какви услови беше донесено. Сега излегува дека една партија го донела и дека таа треба да се грижи за него. Тоа беше консензуално решение во даден политички момент. Што мислиш, дека тие одлуки треба да престанат, дека не треба да го заборавиме? Апсолутно мора да продолжи таа работа што ја почна СЈО без оглед што се случуваше. Мислам дека во моментов, ако зборуваме сега дневно, дека ВМРО ДПМН има нешто многу што го боли и го користи овој момент со СЈО за некаков пазар да издействува нешто. Мене ми се чини, печаток ми е дека станува збор за тој случај со дали се викаше Талир, со партијата, затоа што на таа партија заметнува сега и на... Да, тој случај треба да продолжи. Значи може де факто ако се оди по словото на законот, таа партија може да биде забранета, трансформирана, финансиски да биде во големи долгови и така натаму. Тоа не би значило крај за незе, меѓутоа би големи главоболки би било. Може да се конфискува имот и така натаму. Бидејќи тука станува збор за голем случај што сите ни ги засега. Така што мислам дека подземно пак се прават некои пазари за... Што би било пазарот на СДС тогаш? До каде СДС може да иде
назад, за да, бидејќи овој закон му е важен. Важен е генерално за државата, за, иако неформално напредување кон Европската унија и докажување за владење на правото. Колку може назад да оди партијата која што е решена да биде донесен овој закон? Прво, партијата по случај на по сила на моќта не би требало да има таква моќ да му вети или да не му вети на ВМРО било што на тема. Но во подготовките на текстот на законот, тоа би било четврта пак промена. Отстапување. А второ, што ти беше прашањето за Докаде може да дојде назад? Колку може да попушти ЕДС? Каков текст на закон за да не го добие ВМРО на не знам зашто е конкретно зашто се фаќаат. Беше моја претпоставка зашто е за нината на мотивацијата на ВМРО ДПМН. Настрана од тоа што постојат многу други случаи, меѓутоа мислам дека тие ќе продолжат, тие сите други случаи што се почнати, без оглед дали ќе се усвои или нема да се усвои овој закон, бидејќи нели се сеќаваме вратени се предметите во обвинителството за голење организиран криминал, тие ќе продолжат, на нив работат истите да речем обвинители, може би му е на ВМРО идејата дека би требало после да се прераспределат тие предмети евентуално со новиот закон за некои обвинители кои се да речем внатре во тоа обвинителство. Сега тие се на своите места кај што беа претходно, значи исто отпаѓа тоа за некакво вдомување, тие се обвинители кои си имаат своји работни места. Може би нема да бидат дел од тоа обвинителство кое ќе биде толку во фокусот, меѓутоа ќе си бидат обвинители кај што работат и сега. Така што мислам дека ќе мора да се игра таа неславна политичка игра со други пратеници, ќе гласат тие што ќе изразат и поголема волја и како што кажавме таа независна група и некако да се донесе. Меѓутоа повторно е тоа само една форма во контекст на добивање датуми така натаму за преговори, во контекст на трајно завладување на правото врз политиката, пак нема да биде голем исчекор, барем не во оваа фаза. Крис, ти беше исто така дел од една дебата во која што говоревме за влијанието на меѓународната заедница околу донесувањето на овој закон, бидејќи иницијативата на некој начин повторно беше реанимирана од таму. Сметаш ли дека присуството на странците може да биде и влијанието врз ВМРО ДПМН поголемо, одошто тоа го прави СДС и домашната јавност? Дефинитивно, бидејќи ВМРО, како што можеме да забележиме во годините на назад, воопшто и не реагира на она што го бара СДСМ, па можам да кажам во голем дел од случаите и не реагира на она што го бараат граѓаните. Од друга страна, меѓутоа кога е меѓународната заедница во прашање, тука малку се менува состојбата и тоа што сега ВМРО вака го блокира законот и го троши ова време се со цел нели да се спаси од оние отворени случаи, тоа е цела нивна надеж, впрочем, како што спомена колегата Талири, буквално да се спасат, што не мислам дека ќе успее, секако доколку СДСМ држи до својот став, меѓутоа она што сега ќе биде последица според мое мислење е тоа дека ВМРО ДПМН и ќе го изгуби образот пред меѓународната заедница. Гордана, за крај. ЕУ најави мониторинг и борба со корупцијата и владење на правото и во Македонија и во Западен Балкан. Тоа не е дека на период од 3 години. Да. Како тоа во пракса ќе изгледа, што очекуваш ти од тоа? Тоа е една од работите што мене ме охрабри да бидам вака искрена, затоа што некако изминатиот период покажува дека ние работиме само под притисок и само кога некој не наблюдува. Жално е што после 20 и толку години ни требаат меѓународни мониторинзи, ни требаат некаков чадор надворешен за да функционираат работите како што треба. Тоа е корисно, зашто не? И зашто да не, меѓутоа мислам дека тоа е го гледам како позитивен исчекор затоа што веќе сензитивноста и на јавноста, домашна и на меѓународна се зголемува, исто така и мониторинзите и нема да биде seедно начинот на кој што се донесуваат некакви одлуки од страна на судовите, исто така и обвинени од обвинителството, кога знаете дека некој ве наблюдува и кога ги следи сите ваши чекори. Она што е погубно за сите овие години, а мислам дека последниве години веќе доживеа експлозија, е тоа едно неверување во капацитетот на домашните институции и таа доверба
многу тешко Ама ќе затоа па се се зајакнува, враќа. затоа се зајакнува насоченоста на граѓаните кон членство во ЕУ, дека таму ќе функционира некој систем кој што нема да зависи од нашите Не така, нефункционални како што политичи. велат граѓаните, значи потребно е некој да ни дува во врат, така е. не За да само може да- за судството, туку и за другите сектори, за да можат работите да тргнат кон подобро. И колку и да звучи во овој момент премногу оптимистички, јас го чекам тој ден кога некако политичка некаква кампања, туку на вистина ќе се вратиме на некако вистински пат, затоа што во крајна линија судството е ефикасно обвинителство им треба на сите граѓани, без оглед на тоа од која политичка провениенција се, дали се леви, дали се десни. Тоа генерално и добро, само кога Да. станува збор за вакви симптоматични Да, затоа што ако случаи. се вратите наназад, вие и ако го гледате вокабуларот на партиите, тоа е истиот вокабулар што сега го користи опозицијата, а пред неколку години сегашната власт. Жарко, да завршиме со неколку реченици твоја оценка околу тоа се песимист, оптимист, но познавајќи ја ВМРО ДПМН и новиот лидер кој што се обидува да не биде тесно залепен на идеологијата на Груевски, сметаше дека само го држи вокабуларот, како што вели Гордана, на опозицијска партија која се опира на нешто и дека на крајот на криштата под притисок на меѓународната заедница на крај ќе го изгласа овој закон. Не верувам дека ќе го изгласа. Може би дај Боже да се лажам. Не гледам воопшто дека отстапува од било што оваа гарнитура од она што претходно се случуваше со ВМРО. Таа партија допрва треба да доживее катарза. Значи, ова е само маска, Мислам нема дека ништо. пред изборите можеби ќе се случат некои работи кои ќе го диверзифицираат, да речем, можеби ќе има некои внатрешни формирање партии, иницијативи, листи и така натаму, нешто што ќе ги разбуди и би се надевал за во иднина дека некое друго раководство може само да го смени целиот тој корпус. Некој кој ќе се оддалечи жестоко од она минатото. Како што на времето Груевски се оддалечи од претходникот негов де факто и така и сега е потребна некој таков исчекор, меѓутоа пропуштени се многу можности за тоа. Не ме интересира навистина таму, не гледам некоја надеж за скора иднина. Она што сакав да го кажам, ако може како за крај, ние како општество поминавме низ една голема и долга траума, почнувајќи со таа афера за прислушување и се што следуваше за да се демонтира еден режим, така го викавме и сега може да го викаме. И сите сме сега во депримирани поради она што како исход дојде. И на некој начин постои една огромна недоверба, тоа што го спомна, и песимизам во завладување на правото и воопшто во Македонија. Меѓутоа мислам дека напротив, баш затоа што толку е грдо се, што ништо помина Македонија може во само таа подобро да сфера. биде. Не, него тоа може да биде само една паралела ќе ви направам. Во банкарскиот систем денеска многу е поголема довербата него пред 30 години, да речеме. Ако се сеќавате, се случи таму аферата ТАТ. Таа беше толку травматична што го растресе целиот банкарски сектор и се видоа и сега тука е еден сегмент од општеството кој е, да речам, заздравен на некој начин. Иако сигурно не е се совршено, меѓутоа банките, монетарната стабилност, така натаму сега поинаку ја перцепираме. Јас верувам дека оваа траума што поминуваме можеби 7-8 години ќе биде еден производ краен, ќе има еден ефект да заличи правосудниот систем на нешто пристојно, а мислам дека тоа и преговорите со ЕУ многу ќе помогнат во тоа. Љубоша, пред да одјавиш Тоа ми емисијата, беше. ќе ми дозволиш на оваа тема да најавам нашата утрешна гостинка. Ќе биде министерката за правда Рената Десковска, исто така за законот за јавно обвинителство. Па еве дел од овие прашања ќе може да ги отворите. Кристатовска, Жарко Дановски, Гордана Дујњак, ова беше Седма сила, почитувани гледачи, пријатно и довидување до утре во 7:30 со утрешниот брифинг.